Зоран Заев има рок до понеделник 14:30 да ја поднесе оставката која што ја најави пред една недела или започнува процедурата за гласање доверба на владата предводена од ДУИ СДСМ. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски најави дека тоа е сценариото кој ќе се случи ако Заев не го исполни своето ветување во дадениот рок. Прецизен ќе бидам како и секогаш, до 14:30 ќе понесеме процедурата и отпуштаме процедурата за гласање на доверба на оваа влада предводена од Зоран Заев, доколку претходно не си го исполни даденото ветување, тоа е да дадениот повикли остав. Мицкоски не верува во информациите дека обезбеденото парламентарно мнозинство е несигурно, ниту пак дека Скендер Реџепи се предомислил. Според Мицкоски неговата цел била јасна, пад на власта предводена од СДСМ и ДУИ. Јас го немам слушното пратеник од Скендер Реџепи. Јас верувам во неговата честност и честитост. Имав можност да слушнам една друга негова изјава дека оваа криминална и корумпирана влада предводена од СДСМ и ДУИ треба час поскоро да замине. Така да неговиот подпис стои на иницијативата за гласање на доверба на оваа корумпирана и криминална влада предводена од Зоран Заев. Останува отворено прашање дали попадот на владата ќе се оди со составување на нова стабилна влада или брзи предвремени парламентарни избори. Од ВМРО ДПМН потенцираа дека тие се единствените две опции. Мицкоски порача прво да се бутне власта на Заев и СДСМ, па потоа ќе се размислува за другите опции. Ајде првата работа, прво да се качиме на првата скала, да не гледаме на 27-та. Да завршиме првата работа, потоа има процедури, има закони, има устав во Македонија кои што треба да се почитуваат. Тоа не зависи понатаму од нас, зависи од тој кој што треба да го почитува уставот. Мандат се дава на мнозинство и така натаму и така натаму. Да почекаме да се случи најпрво првата работа. Зоран Заев да си го даде, да си го исполни единственото ветување кој што очекуваме да го исполни. Инаку новото парламентарно мнозинство на кое што се потпишаа 61 пратеник е составено од ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците алтернатива, Левица и БЕСА.